Да се поттикнат земјоделците да ги заштитуваат своите автохтони производи или продукти е една од целите на истражувањето што во Југоистокот го спроведува Сдруженијето Slow Food од Битола, како поддршка на работата на локалните производители и руралниот развој. Оттаму велат дека во регионот имаат мапирано 30 на вакви земјоделски предности, но ниту еден од нив не е заштитен со меѓународно признатите ознаки за потекло, заштитена географска ознака или гарантиран традиционален специјалитет. Овој прашалник на кој што и вие наидовте е само еден мал сегмент од она што сакаме да го постигнеме. Самата наша работа и овој прашалник, односно овој истражување е на дополнување на нашето претходно искуство и работа во овој југоисточен регион, каде што имаме мапирано повеќе од 30 карактеристични традиционални производи и автохтони растителни видови, на кои што им предстои опасност од исчезнување. Нашата работа немаше да биде толку видлива доколку немавме поддршка од локалните организации на Slow Food и поддржувачите од југоисточниот регион, кои што се застапени во Дојран, Богданци, Валандово и Гевгелија, кои што активно работат и не поддржуваат преку различни активности во она што сакаме ние да го постигнеме како краен ефект, односно да доприме до пошироката јавност дека има голем број на производи. Неделкова додава дека во рамки на Македонија само еден производ е заштитен. Колешинските кикири од селото Колешино, Собрагравот од Струмичкиот регион, но постојат и многу други производи како што се црниот и грозието црни црвен валантовски тренок, белото зимско грозје, 4 стари сорти на калинки, тука исто така и дуњите и голем број на преработени растителни производи, меѓу кои што се питето, пекмезот, тука можам да ја кажам и надалеку познатата струмичка мастика, но исто така и анасонката, за кои што се надеваме дека преку овој прашалник ќе добиеме доста позитивни одговори и секако ќе успееме да го покренеме вниманието, односно знаењето на овие традиционални производители, дека со заштитата на овие производи, со едно од ознаките за квалитет, како што се заштитена географска ознака, заштитена ознака за потекло и гарантиран традиционален специјалитет, ќе се постигнат како социјални придобивки, социјекономски, така и поопшти придобивки за целокупниот регион. Трошоците за регистрација на производот изнесуваат околу 5000 евра, објаснува Неделкова. Од нив 80% ги покрива Министерството за земјоделство. Со новите измени намален е и рокот за издавање ознака од 1 година на 1 месец. Во нашата држава постојат голем број производи со одличен сензорен квалитет дефиниран преку потеклото од локалниот биодиверзитет, долгата традиција на нивното производство и култура на конзумирање, поврзани со традиционалното знаење и територијата, меморијата и идентитетот на локалната заедница, произведени во ограничени количини со користење на занаидчиски методи, велат од Slow Food. Денес овие производи се загрозени и им престои опасност од исчезнување, затоа се прави ваков обид за нивно детектирање и заштита. Инаку прашалникот се реализира во рамки на проектот Одржливото земјоделство за одржлив Балкан, за јакнување на капацитетите на граѓанските организации за застапување и развој на политики во Западниот Балкан, со поддршка на Европската Унија, а реализиран од страна на ОРКА и партнерите од регионалниот конзорциум кои го спроведуваат.